Вардар, Струга, Тримлум, 1:3 полувреме, 1:2. Тажно и истовремено одвожно е овде на спортскиот центар, тренинг центар Петар Милошевски во рамките на Фудбалската федерација на Македонија, каде што вардарците денес го одиграа редовното или ако сакате водневно коло, бидејќи се играше во среда против гостите од Струга. Тажно бидејќи Вардар загуби, а не мораше да биде така, а сепак одважно бидејќи борбата и војната за гол праволивен живот продолжува и не застанува тука. Она што го испорача и овој пат вардаровите навивачи кои не ги оставија фудбалерите нови надпревар е најдобар сигнал дека Вардар е во криза евидентна резултатска, но евидентно е дека борбата, војната, фудбалската битка продолжува и не застанува и по овој пораз од актуелниот шампион на Македонија, екипата на Струга, Тримлум. Можеби секој беше поинаку и можеби Вардар и немаше да загуби, да не речам дека сме и уверени во таа работа, доколку штипскиот судија Кормислав Ѓорѓиев во 45-та минута го видеше она што мораше да го види и што се случуваше на можеби 2 до 3 метра пред неговите очи, кога Незири во обид да ја исфрли топката со глава, ја зафати со рака, а дури потоа интервенираше со другиот дел од телото, ја исфрли во корнер. Тоа беше очигледен пенал, очигледна најстрога казна за фудбалерите на Вардар во финишот на првото полувреме при резултат 1:2. Она што судијата Ѓорѓиев го виде во 30-та минута, кога имаше слична ситуација, можеби не толку чиста како ова што не ја виде, беше досуден пенал кој Милосавич со силен удар над раците на голманот на Струга Тримлум успеа да постигне гол и да намали 1:2. А ако нешто го чинеше Вардар пораз на овој надпревар, тоа се првите 10 минути или поточно периодот од 4-та до 8-та минута, кога вардарците всушност и го загубија овој надпревар. За нецели 5 минути примија 2 гола кои можеше и да не ги примат и кои на некој начин покажаа дека сепак Вардар има слабости во играта кои противникот умешно ги користи. Таири беше во налет со глава некаде во срцето на 60-никот на Вардар. Имаше намешаница и високо подигната нога од одборбените фудбалери на Вардар, а судијата покажа на белата точка овој пат за Струга Тримлум. Ванџел
Шпиц играчот на Струга, Тримлум, Ванџел беше сигурен и силно над раците на Гача постигна гол. По овој удар на интернационалецот имаше неспортско однесување од негова страна, дури и со елементи на национализам, при што предизвика жестока реакција од публиката, дури од клупата за резервни фудбалери на Вардар. Тоа го разбуди судијата Ѓоргиев, кој дотрча до Ванџел стрелецот и му покажа жол картан. Четири минути подоцна по овој пенал за гостите беше постигнат и вториот гол, откако Таири по една несмесна интервенција на вардарците нека се најде осамен некаде откосо на левата страна и ниско по земја успеа да ја погоди малата мрежа и да донесе, би рекол, убедливо, но рака на срце и не толку заслужено водство 0:2. После тоа беше тешко да се игра. Стружаните покажаа дека се искусен тим, дека знаат да ја држат играта, да ја разликуваат, да ја чуваат топката, а вардарците ја има, она реков, колосална шанса во можеби студиоско продолжување 45+2 да постигнат гол и на тој начин да се замине на полувреме со 2:2, што ќе беше сосем поинаков однос кон играта во вторите 45 минути. За жал, тоа не се случи, а останува на надлежните судиски инстанции во рамките на Фудбалската федерација да го разгледаат овој за нас спорен момент и евентуално да има санкција за Ѓоргиев, кој според наше видување би требало да има, бидејќи играњето со рака на Незири веќе очигледно. Второто полувреме, стружаните постигнаа само еден гол и стрелец на тоа беше робусниот Компаоре, кој по една грешка повторно на Вардаровата одбрана успеа да се најде сам пред голманот Гачевски и од непосредна близина 8-9 метри ниско, полувисоко, така да ја пласира топката во небранетата мрежа. Претходно, во 50-та минута Компаоре исто имаше убава шанса кога изби сам пред Гачевски, но Вардаровиот голман добро се намести, умешно интервенираше, успеа да спасе речиси сигурен гол и да ги остави своите сигурачи во живот. Во 53-та минута Велковски имаше шанса да му донесе повторно изравнување на Вардар и можеби и овој беше решавачки момент кога некаде откосо одбиената топка успеа да ја зафати, но не толку силно. Топката го помина голманот на Струга, но беше изфрлена од неговите сигурачи од самата гол линија и повторно Вардар не успеа да изравни, повторно стружаните умешно се спасија.
Точка на овој надпревар стави Компоре, рековме во 61-та минута, по една ситна грешка на одбраната на Вардар која беше жестоко и сурово казнета. Во продолжение, во самиот финиш, тренерот Васовски направи 4 измени, внесе 4 нови играчи. Вардар настојуваше да постигне барем почесен гол, да направи нешто повеќе, но резултатот остана 1:3 за Струга. Цена се нов пораз на Вардар и нова поддршка од вардаровите навивачи кои покажаа и навестија дека борбата за опстанок во првата лига продолжува и понатаму. Јалче Доргото, продукција Скок, тренинг центар Петар Милошевски. Але ти все рішиш,